на репликата од колешката Прентовиќ, која што содржеше само промотивна програма или она што ти го ветува. А за подсетување на јавноста, јас ќе ги кажам само цените на големо разликата во 2016 година јуни и 2018 година јуни, и тоа само за 3 производи. Доматите во 2016 25 денари, во 2018 6 денари. Праските во 2016 година 15 денари, во 2018 3 денари. Бостанот во 2016 година 20 денари, во 2018 7 денари. И конкретно, последното што го забележав, кажавте дека владата интервенирала со 3 денари субвенција за продаден килограм индустријско јаболко во преработувачките капацитети. Ова е една голема лага, а содржана од 2 во 1. Прво, земјоделците во Преспа примарно произведуваат високо квалитетно и конкурентно конзумно јаболко, а не ефтино индустријско јаболко кое што треба да служи како суровина за фабриките за сок во Бугарија и во Србија. Така што фалбата дека сте обезбедиле субвенција за индустријско јаболко не го решава главниот проблем на овие земјоделци во Преспа. Со 6 денари по килограм за конзумното јаболко го рушите достоинството на земјоделецот и стандардот за живот и за опстанок. Половина денар по килограм е цената на индустријското јаболко кое што ја исплаќаат преработувачките капацитети. Во Македонија, во платниот промет не циркулира ваква парична единица. До толку го обезвреднивте јаболкото во ваше време. И втората лага е дека владата обезбедила 3 денари по килограм субвенција за предадено индустријско јаболко. Во сите изминати години, вклучително и 2017 година, субвенцијата беше 2 денари за предаден килограм индустријско јаболко без разлика на цената на индустријското јаболко. Така, ланската година, кога индустријското јаболко се откупуваше за 6 денари, државата субвенционираше 2 денари на килограм предаден јаболка. Годинава, кога индустријското јаболко се продава по половина денар, владата субвенционира 1 денар повеќе, што значи владата оваа година обезбеди само 1 денар плюс, а не 3 денари субвенција за индустријското јаболко. Господа од власта, не газете го достоинството на земјоделците од Преспа, Тетово, Росоман, Струмица, Делчево, Берово и Пелагонија. Еве ви реални животни ситуации и судбини. Јаболкото сега, претходно праските, сливите и друго се продаваа под производствената цена. Исполнете го вашето ветување, формирајте го интервентниот земјоделски фонд и дополнително финансиски поддржете ги земјоделците од Преспа за да ја постигнат производствената цена, за да не бидат потценети, како што напишавте самите во вашата партиска, а подоцна и во владината програма. Ви благодарам.